Добар ден во вестите во 18 часот. На почеток преглед на насловите од денеска. Приведена директорката и уште двајца раководители од комуналец Гостивар. Над 3000 лица побарале лекарска помош. Надлежните не откриваат од што се затруле. Замолам да почекаме да се предадат сите во обвинителството и тоа да го осимне ембаргото од објавување. Ке поевтинат ли горивата? Владата ќе ги намали акцизите. Очекувам да продолжиме и понатаму да бидеме со убедливо најниска цена на бензините и на дизел горивата. Економија тврди дека ќе има мерки ако некој сака да профитира со цените на храната. Кај Блаце загинаа тројца косовски државјани. Возилото лоцирано со дрон. Излетало од патот, затворен за сообраќај. Полицијата денеска ја приведе директорката на комуналното предпријатие Водовод од Гостивар, Артана Асани, која тврдеше дека епидемијата не била од водата, туку од храна. Приведени беа и двајца раководители на комуналец Гостивар. Претходно, градоначалникот Валбон Лимани ја суспендираше од работното место и формира кризен штаб. Од градоначалникот па надолу сите треба да понесат морална, а за другата одговорност ќе каже обвинителството, порача денеска премиерот Мицкоски. Полицијата околу 13 часот со лисици на рацете ја спроведе директорката на јавното предпријатие Комуналец во Гостивар, Артана Асани. Освен неа, уапсени се и техничкиот директор Леон Нуредини и раководителот на Водовод Вадедин Дервиши. Нивното приведување доаѓа откако полицијата откри дека 3 пумпи биле поврзани да вбризгуваат вода од речното корито во градската водоводна мрежа, пошто изби епидемија во Гостивар. Градоначалникот Валбон Лимани во изјава за медиумите рече дека директорката на водоводот е претходно суспендирана од нејзиното работно место, како и дека е формиран кризен штаб на територијата на општина Гостивар, кој има задача да се справи со актуелната состојба. Сме биле во контакт со директорката на јавното предпријатие Комуналец и секако тие моментално се повлечени од тие функции. Денес ги очекуваме резултатите и врз основа на тоа и ќе постапиме како што кажав. Со тоа не сакам никој однапред да преземе вината, но секако не сакам и било како да се попречи во работата на надлежните органи. Власта најави дека во расчистувањето на овој случај нема да има селективност и дека ќе се санкционира секоја институционална, службена или индивидуална одговорност, а компромис нема да има кога станува збор за здравјето на граѓаните. Премиерот Мицкоски порача дека владата реагирала веднаш кога видела дека локалната власт не презела ништо да им помогне на граѓаните. Тој очекува во следните неколку дена јавното предпријатие Комуналец во Гостивар да ја хлорира и прочисти водата во водоводот, за да може за почеток да се користи како техничка вода во домаќинствата. Во суштина све ова што го правиме е дел од локалната самоуправа, но кога имате таму летаргија, тогаш морате како влада да реагирате и да ги преземете вие тие потези во овие 2 дена што ги преземавме. Значи сега треба комуналното или водоводот во Гостивар да пристапи кон прочистување на системот за да можат граѓаните да ја користат водата за технички потреби, за хигиена и за друг тип на технички потреби. Тоа е веќе повторно дел од ингеренциите на локалната самоуправа, инаку морална одговорност апсолутно таму сите од прв до последен треба да понесат одговорност, покрај тоа што претпоставувам обвинителството ќе се занимава со друга одговорност. Очекувам дека од градоначалникот па надоле сите треба да понесат одредена морална одговорност. И покрај најавите за протест, само десетина граѓани се собраа пред јавното предпријатие Комуналец во Гостивар. Гостиварци побараат чиста и безбедна вода, се пожалија на потешкоти со здравјето, но и со секојдневното функционирање во актуелната ситуација. Ова ситуација е повеќе од 2 недели. Се изгради многу без да се размисли дали потенцијалот на водоводот е граден овде може 60-70 години. Симптоми се знае повраќање, имаме стомачни болки, тоа е. Ситуацијата е драматична. Целото семејство ми е разболено, секој ноќ ги носам на контрола овдека на инфузија и тоа. Со пролив, повраќање и тоа. Од пред колку дена почна тоа? Од кои часот се симптоми? Кажам, од вчера каква малак тисана, примав една инфузија и тоа.
За сега немам симптоми никакви, така да не пијам водата уназад неколку месеци. Мирисаше некако сетив, така да си полнам. Катастрофа. Вода немаме за пиење, ни за јадење, катастрофа. За миење ич, што да кажеме? Нигде. Нигде, еве деца имам 6-7 домашни сме луѓе, немаат вода доволно. Немаме вода преку ден, само ноќе стануваме вода. 2 сата да полнеме вода за да имаме преку ден, 3 ден. Имав и јас симптоми, и примив инфузија, и брат ми исто, и околните комши и другите околните места имаат исто симптоми. Инаку во гостиварската болница во текот на вчерашниот ден бил хоспитализиран еден пациент. Прегледани се 175 пациенти, од кои најголем дел на инфективното оделение, а имало и на детското оделение. Над 3000 лица во Гостивар досега побарале лекарска помош. За сега нема официјална потврда од што се затруле, поради, како што изјави министерот за здравство, ембаргото од обвинителството да не се откриваат резултатите додека трае истрагата. Надрежните уверуваат дека се реагирало веднаш и не се криеле информации. Детали од Сања Трајковска-Ставров. Над 3000 луѓе од Гостивар досега побарале лекарска помош во болница, амбуланти и во службата за итна медицинска помош со слични симптоми, стомачни тегови и дехидратација. Ама од здравствените власти и од Институтот за јавно здравје нема потврда за тоа дека се затруле од водата, поточно од водоводната мрежа. Причината, како што кажа министерот за здравство Сашо Кликовски, е ембарго од обвинителството. Власта тврди дека надлежните реагирале веднаш, како и дека не се криеле информации, а од Институтот хипотетички објаснија дека конзумирање на вода полна со фекалии може да даде ваква клиничка слика како што имаат граѓаните од Гостивар. За сега, иако речиси нема семејство во Гостивар во кое нема барем еден со симптоми, сепак само 4 се хоспитализирани, од кои едно дете. Во моментот досега има 3100 здравствени контакти. И Центарот за јавно здравје има земено примеруци и дека тие примеруци подлежат на истиот режим на објавување на информациите, бидејќи устната насока сите резултати да бидат предмет на јавното обвинителство пред да се објават. Ја ќе замолам да почекаме да се предадат сите во обвинителството и тоа да го осимне ембаргото од објавување. Од Институтот тврдат дека обвинителството им наложило да земат примероци во време кога мал бил бројот на пријави за заболување за самите да излезат на терен. За тоа дали некој ги попречувал службите да земат мостри, директорката рече дека нема информации, па ниту ги потврди, ниту ги демантираше. Се вратија во Институтот помеѓу 3 и 4 часот пополноќ. Таму беше веќе друга екипа која што им помогна примероците земени од теренот да бидат веднаш без одлагање, значи да не чекаме да почне смената во 7 часот, не чекавме ни минута. После носењето на информациите во истиот момент приправна екипа која што ги чекаше ги стави земените примероци на потребните анализи. Во меѓувреме, за граѓаните на Гостивар, каде што од вчера е прогласена епидемија, првично ќе бидат обезбедени 3 шлепери со 76.000 литри вода, а во наредните динови ќе се зголемува зависно од потребите. Од владата ги соопштија и локациите за граѓаните да знаат од каде може да се наполни чиста вода за пиење. Водостопанство Гостивар, Градинка Пролет, Средното економско училиште Гостивар, ЈП Национални шуми, подружница Шар, Гостивар, АДСМ, подружница кај гаражите, Општа болница Гостивар и територијата противпожарна единица Гостивар. Водата во Гостивар е забранета за било каква употреба, откако агенција. Сепак, доколку има потреба, како влада може да интервенираат со мерки? Ако има нормално непазарни однесувања, енормни зголемувања и како што кажав, ако имаме така наречени војни профитери во вакви услови, кои сакаат да спечелат на грбот на граѓаните, ние имаме законски мерки кои можеме да ги употребиме. Главната цел и приоритет на ова влада е да повторам заштитата на животниот стандард на граѓаните. Заменик министерот не сакаше да ја коментира минималната синдикална кошничка која ја пресметува ССМ и истата бележи намалување од 156 денари. Ристески вели, релевантни податоци за нив се оние од статистика. Инаку според пресметките на синдикатот, иако е забележано минимално намалување на кошницата пред се од
68 денари кај храната и речиси 50 денари кај транспортот, на едно 4-члено семејство и натаму му се потребни над 68.000 денари за основните месечни потреби. Така, Игор, ти благодарам. Игор Манасиевски беше тоа во живо околу цените на горивата и на прехранбените производи. Помина рокот за носење на измените на изборниот законник, што беше обврска од реформската ЕУ агенда. Дали на следните избори партиите ќе ја бараат довербата на граѓаните според актуелниот закон? Во меѓувреме нема поместување на позициите. Детали од Јана Јосифовска. Рокот за носење на нов изборен законник помина. 5 дена подоцна, власта и опозицијата се уште меѓусебно се обвинуваат кој е виновен за неисполнување на оваа реформска обврска. Од ВМРО ДПМН и денеска ги прозваа СДСМ, Левица и ДУИ за намерна блокада на изборниот законник, со цел, како што велат, да предизвикаат застој во реформите и да извлечат политичка корист на сметка на државните интереси и реформската агенда. Кога државата има можност да исполни уште една реформска обврска, тие избираат блокада. Ние повторно ќе бидеме предводници во регионот. Од 10 реформи, ние сами исполнивме 9. Не дојдовме до таа последната токму поради блокадата на Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ. Затоа што кога е потребен консензус, тие избираат конфронтација. Со тоа покажаа дека нивната цел не е подобар изборен законник, ниту подобар изборен процес. СДСМ од друга страна возврати со обвинувања дека ВМРО ДПМН и премиерот Мицкоски не сакаат изборен законник усогласен со препораките на ОПСЕ и ОДИХР, туку закон кој според нив ќе овозможи манипулации со изборниот процес. Од Бихаќка повторија дека е потребно донесување на изборен законник кој ќе биде во согласност со европските и меѓународните стандарди. ВМРО, УКГ и Христијан Мицкоски го блокираат донесувањето на нов изборен законник во согласност со препораките на ОПСЕ и ОДИХР, наместо да се донесе закон кој ќе обезбеди фер, транспарентни и демократски избори. Тие се обидуваат да протуркаат решенија кои ќе му возможат контрола и манипулација врз изборниот процес. Особено загрижувачки е нивниот однос кон гласањето на диаспората. Од Левица пак соопштија дека не се откажуваат од барањето за воведување една изборна единица и ја обвинија ВМРО ДПМН дека е одговорна за недонесувањето на новиот изборен законник во рокот предвиден од ЕУ. Ставот на ДУИ е за една изборна единица, но со изборен праг од 5%. Од ВМРО ДПМН претходно се изјаснија дека ќе дадат бланко поддршка на се што опозицијата ќе договори и една изборна единица и моделот на финансирање со единствен услов диаспората да може да гласа. Изборниот законник беше 10-та обврска што Македонија требаше да ја исполни во рамките на реформската агенда за користење на средствата од планот за раст на ЕУ. Поради недонесување на законот, земјата остана без предвидените 4,2 милиони евра. Председателката Гордана Силјановска-Давкова утре ќе ја пречека председателката на Индија Друпади Мурму, која ќе престојува во дводневна официјална посета на земјава. Индиската председателка ќе биде пречекана со највисоки државни и воени почести на церемонија во кабинетот на председателот, пошто ќе следува и тет-а-тет средба, пленарен состанок на македонската и на индиската делегација и заедничка пресконференција на председателките. Утре попладне ќе се одржи македонско-индиски бизнис форум на кој што ќе бидат презентирани инвестициските можности на земјава. Инаку, како што соопштија од МВР, од денеска па до 23 јули, додека трае официјалната посета на индиската председателка, СВР Скопје, единица за безбедност на патниот сообраќај, ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќај по сообраќајниците во поширокото централно подрачје на градот Скопје. Тројца косовски државјани загинаа во страотна несреќа кај Блаце. Повеќе детали има Елизавета Дамјановска-Спасеновска. Со темелна истрага на МВР, која вклучувала и дронови, како и преглед на камерите од безбеден град. Синоќа било пронајдено возилото со загинатите тројца косовски државјани, кои претходно дента биле пријавени за исчезнати во полициската станица Битпазар. Пријавата ја поднел косовски државјанин кој алармирал дека не може да стапи во контакт со неговата жена, со која патувале и незиниот брат и неговата сопруга. Контактот со нив бил изгубен, откако во саботата навечер околу 22 часот и 15 минути тројцата со возило се заминале од меѓународниот аеродром Скопје на пат кон дома.
Веднаш по пријавата за исчезнати екипи од секторот за внатрешни работи Скопје од Евара Чаир, Центар и единицата за интервентна полиција извршија пребарување на камерите на Безбеден град за да се лоцира трасата на движење на исчезнатите лица и возилото кое го користеле. Подигнат беше и дрон над трасата поради фактот што беше утврдено дека возилото не ја напуштило државата преку граничниот премин Блаце. Истата вечер во 22 часот и 35 минути возилото конечно било лоцирано. Станува збор за автомобил Мерцедес со германски регистарски таблички, кој излетал и се привртал на дел од автопатот Скопје-Блаце, кој се уште е во изградба и е затворен за сообраќај. Од МВР го соопштија и идентитетот на настраданите, кои поради тежината на повредите починале на самото место. Смртта кај патниците била констатирана од страна на лекар од итната медицинска помош. На местото на несреќата бил извршен детален увид од страна на јавен обвинител и увидна екипа на СВР Скопје. По наредба на обвинителот, телата на починатите се дадени на обдукција, која треба дополнително да ги расветли причините за оваа трагедија. Инаку постоечкиот магистрален пат Скопје-Блаце, како и неговите недоградени делови, се сметаат за високоризична траса и своевидна црна точка во патната мрежа на Македонија. Летниот формат Вести Плюс во приложение. Гостува Илија Димовски. Пријатна вечер.